Инаку целата фрустрација, како што кажав, на Русија произлегува тоа што и кога зборувате за ова дека таа се бори, дека тие се борат така го велат они. Москва вели ние се бориме против НАТО, против колективниот запад. Ние не се бориме против Украина, што може би е преносно точно, бидејќи Западот финансиски поддржува Украина, но Западот нема речиси ни промил на проценти на трупи во Украина, тоа се украински трупи. Постојат одредени странски доброволци, но тој е број толку мал и занемарлив да не може да се употреби како аргумент. И тука доаѓа руската фрустрација, бидејќи тие ги користат сите свои ресурси, сите свои средства, кои да не заборавиме се напластани од советско време, тоа се страшни резерви на оружје кои Русија ги има на располагање. Добар ден на сите, моето име е Матеј Тројачанец, дел од тимот на Вистиномер. Добро дојдовте во подкастот Контекст. Денеска ќе зборуваме за дезинформациите околу руско-украинската војна со Сејад Ризвановиќ, долгогодишен новинар, уредник и аналитичар, особено во полето на војните конфликти. Сејад, добро дојде во емисијата. Да, добро ве најдов. Речиси невозможно во 30-минутна програма да ги рекапитулираме сите историски односи и влијанието на Русија врз Украина, и затоа ќе се задржиме можеби повеќе на само настаните од измеретива неколку години, односно од кога почна последната инвазија на Русија врз Украина. И сега, почнувајќи, да кажам, и од Евромајданот, односно од револуцијата на достоинство, кога тогаш се собори тогашниот председател Јанкуловиќ, па анектирањето на Крим, па последователните конфликти се до настаните, да кажам, до крајот на 2021 година, кога пополека видовме како се насобираат голем број на војни сили, тенкови и така натаму на руско-украинската војна. И понатаму, Русија тврдејќи дека тоа е само некаква војна вежба и негирајќи дека ќе го нападне својот сосед. И понатаму се случи да го поништи мировниот договор од 2015 година и да повторно направи инвазија на Русија. И сега, кроз сите овие, како да кажам, години, односно од кога започна војната, уште пред да дојдат тенковите, да се приближат кон Киев, се направи некаква убава информацијска, односно дезинформацијска подлога, особено од руските државни медиуми. Па првото прашање апропо на тоа ми е како, да кажам, пошироките медиумски екосистеми, како традиционални, така и овие на социјалните медиуми, го подготвија теренот за оваа инвазија. Значи, кои се можеби некои од главните дезинформации уште пред да почне војната, пред февруари 22 година, да се проширија на европскиот континент, па и пошироко. Да, војната во Украина е еден од најголемите војни не една, туку најголема војна на тлото на Европа после Втората светска војна. Тоа е еден и од најголемите геополитички настани во последните 100 години, ако ги сметаме и светските војни. Украина е една од најважните геостратешки точки на планетата и затоа предизвикува толку големо внимание. Затоа и руската инвазија врз Украина е еден огромен геополитички настан, не само воено-безбедносен настан, и гледаме дека имаме последици од тоа во секој поглед. Политички, воено, безбедносно, економски, социолошки и од секој можен тип. Кога ја делиме руската стратегија во поглед на Украина, не само војна стратегија, туку севкупната стратегија и целите кои Москва сака да ги постигне, освен воените средства, тука се и тие психолошко-пропагандни информации, бидејќи со нив Москва се обидува да постигне неколку ефекти. Еден е да го мотивира и да го информира или, ако сакате, дезинформира своето население за тоа што се случува, за да може да добие поддршка за понатамошно водење на војна. Второ е да ги дезинформира или да ги деморализира луѓето во самата Украина, за да се полесно да помене тој дел каде полесно да ги прифатат руските трупи. И трет дел е оној кој се однесува на целиот свет, првенствено на Европа, бидејќи тука тоа е европски континент, тие земји се најважни, но и глобално, каде што светот треба да се
увери во неколку точки. Една од нив е прва дека руската инвазија врз Украина е праведна, дека тоа не е војна како што тие велат, туку специјална војна операција која се изведува за одредување за постигнување на одредени цели, тоа се денацификација и демилитаризација на Украина. За тоа ќе зборуваме и подоцна, претпоставам колку тие цели се постигнати. Понатаму дека интервенцијата во Украина не е преседан и не е прекршување на меѓународното право, бидејќи Путин тоа многу често го споменува, тој најчесто кога зборува за анексијата на Крим, го спомнува примерот на Косово. Тоа му е една од, ајде да речеме, окосниците на неговата стратегија за правно оправдување на интервенцијата во Украина, каде што тој вели дека на Косово е направен преседан и после тоа веќе тоа станува правило на некој начин. Тоа се разбира дека не е точно, не може да се прават такви споредби, бидејќи ситуацијата воопшто не е иста, но секако тоа е руската стратегија. Трето е оно што Русија сака да го прикаже и тоа го прави преку својата пропаганда, дека со Украина владеат нацисти, дека тоа е нацистичка земја, дека тие вршат страшни злосторства против русите, најчесто се употребуваат оние моменти од немирите, граѓанските немири во Одеса, кога се запалени десетици тогашни демонстранти во тие меѓусебни судири, во тој пожар што настанал, тој е еден од моментите кои најчесто се користи. И тој пример можеме да видиме колку низ тој пример Русија потоа таа пропаганда ја мултиплицира и ја искривува. Ние од тој еден пример дека во тие граѓански немири имало навистина пожари и изгореле и таму има и одредена вина за украинските служби дека не направиле доволно да го спречат, но приказната воопшто не е таква каква што се представува, дека тоа се таму запалени невини руски жртви затворени. Па потоа имаме многу верзии на таа приказна. Имаме дека ќе слушнете дека се запалени руси затворени во црква, па изгорени живи. Па неколку верзии на една иста приказна која се мултиплицира и врз неа се гради целиот наратив со кој сака да се оправда руската војна агресија врз Украина. Втор момент кој руската пропаганда го користи и го цели, тоа е нивната теза или тврдењето дека Европската унија и НАТО не се стабилни творби и кои ќе се распаднат во некое догледно време. И тоа за жал можеме тој наратив многу често да го слушнеме и кај нас, е прилично присутен, значи тој дел од таа руска пропаганда фаќа добар корен и кај нас, но и во цела Европа. Можеме да го видиме тоа и од порастот на десно-популистичките партии. Еве, последен пример е Чешка со Јан Бабиш, партијата која победи во Чешка, која, ајде да речеме, не можеме да кажеме баш дека е проруска, бидејќи таму има повеќе проруски партии кои се директно проруски, но сепак Бабиш, например, вели дека нема да прифати испраќање на војна на оружје за Украина од страна на Чешка, кој ќе биде финансирано од Чешка, има малку поригидни ставови во тој поглед. Така да видиме дека таа руска пропаганда фаќа плодно тло и дека на некој начин има и одреден успех. Да. Баш за тоа и сакав да ве прашам, бидејќи спомнавте вие за денацификација, за други некои причини и наративи што се проткривува уште пред да почна војнава, но имаше и некои други, ајде да кажем, можеби поголеми во, да кажем, во културолошки и во историски размери, за тоа дека војната всушност се води меѓу елитите на НАТО и на Европската унија наспроти на рајата, односно на источниот блок на земји сега, нели, Русија. Дека тие пробуваат да ги задржат некои од тие традиционални норми и така натаму. Дали можеби има и нешто друго што ајде да кажем пробуваат да им го продадат руските дезинформацијски, да кажем, сервиси или као извори на дезинформации на поширокиот свет да ја оправдаат на крајот на денот повторно инвазијата. Да, тоа е оној тука има два моменти, едниот е оној момент кога зборуваме во поглед на
пристапот на земјите кон корпусот човекови права, како се Мгм. однесуваат кон тоа, па потоа идеме и кон целата таа идеологија, како што ја нарекуваат они ЛГБТ идеологија, трансродова идеологија и така Да. натаму. И тука Русија се представува како чувар на тие морални вредности, иако кога ќе видите како функционира руското општество, ќе видите таму дека морални етички вредности воопшто нема никакви, дека таму, Така. значи, не се почитуваат основни човекови права, а камоли некакви напредни, сексуални и така натаму човекови права. Тоа е еден момент но Русија тука е и дури и поагресивна, ми се чини дека со текот како се гледа неуспешноста на самата инвазија, неуспехот на Русија да ги оствари целите, тука Мгм. се чувствува една фрустрација, па видовме и изјави од прилично еден конзервативен руски претседател Владимир Путин, кој избегнува некакви преостри фрази. Обично тоа го препушта на тие негови приврзаници кои тоа го прават наместо него, но и во таков случај видовме како Путин употребува фрази како сатанисти, сатанистички запад и така натаму. Значи, тука се гледа веќе и одредена нервоза од страна на руските кругови. Инаку, целата фрустрација, како што кажав, на Русија произлегува тоа што и кога зборувате за ова дека таа се бори, дека тие се борат така го велат они. Москва вели ние се бориме против НАТО, против колективниот запад. Ние не се бориме против Украина, што може би е преносно точно, бидејќи Западот, финансиски ја поддржува Украина, но Западот нема, речеси, ни промил на проценти на трупи во Украина, тоа се украински трупи. Постојат одредени странски доброволци, но тој е број толку мал и занемарлив да не може да се употреби како аргумент. И тука доаѓа руската фрустрација, бидејќи тие ги користат сите своји ресурси, сите своји средства, кои да не заборавиме се напластани од советско време, тоа се страшни резерви на оружје кои Русија ги има на располагање, и целата војна помош која е дадена на Украина не е не знам, можеби ни 10% од помалце веројатно, не е ни 10-5% од оружјето кое Русија го имаше претходно. Значи не можеме да правиме такви некои компарации, но тоа е се произлегува од руската фрустрација која не успева да ги исполни своите цели. Од друга страна, имаме тука и едно прилично лицемерие, бидејќи додека во Украина не се борат борци од ниту една странска држава, формално. Значи немаме. Имаме, како што кажав, доброволци, но тој дел прилично мал, тоа никој не го негира. Но од друга страна имаме официјално вклучување на војници од Северна Кореја на страна Русија. Значи, формално, официјално, никој не го не крие тоа. И сега, па дури и кај нас, оние што се проруски ориентирани, тоа не го забележуваат, не им пречи тоа. Па добро, во ред. Сега па доше да им помогнат, нели? Па зошто би било погрешно тогаш да влезат полски војници да ја помогнат на Украина, да речем. Бидејќи Украина се бори со своите луѓе. Значи се работи за земја која е војно помала, војно послаба, економски послаба, се работи за класичен андердог во оваа војна. И значи на оној кој е посилен му е дозволено се, а на послабиот ништо, и повторно пропагандата работи во правец или во некаква полза на Русија. Мислам, таа асиметрија во воената моќ на Украина и на Русија не се, мислам, како што спомнавте, не е само во воената моќ и колку капацитети имаат и самите војски, туку и гледаме и преку колку вешто и колку далеку стигаат и некои од, да кажам, асиметријата на комуникацијските вештини, односно стратегии што ги имаат самите држави за да прошират својата порака, и затоа долги години, мислам, од кога почна војнава, многу луѓе се вклучија нели застанаа позади Украина, не само војна, туку и комуникацијски, за да некако ги разбистрат или да ги разобличат некои од наративите кои ги пропагираат Кремљ или Русија. И сега во таа насока, колку беше успешна, да кажам, информацијската војна на Украина и на Западот, спротивставувајќи се со некој од овие наративи? Функционално, колку успешно или неуспешно се одигра, да кажам, целата игра? Да, види, Матеј, јас за тоа имам зборувано во други емисии, тоа е голем проблем за Западот, бидејќи знаете како, еве вака
сликовито да објаснам. Русија ја користи својата пропаганда без никакви скруполи, без никакви норми, без никакви ограничувања. Тоа го прави на асиметричен начин, преку сите можни канали, во разни насоки, значи почнувајќи од она што се прави на социјалните мрежи, до влијание врз избори. Последниот е примерот од Молдавија, но не само тоа, имаме и други форми, значи Молдавија ја обвини Србија, дека активисти од Србија се мешале во изборите, сакале да се замешаат во изборите за да победи проруски кандидат. Да. Знаеме дека таму е поврзано со територијата Транснистрија, која е по контрола на Русија, која е дел од Молдавија. Србија го призна тоа, значи српскиот председател директно призна дека постои камп за обука на тие некакви доброволци, платеници, што и да се нормално тој тоа го искриви, го дефокусираше дека безбедносните служби не си завршиле работата, но сепак, значи, еве доказ како функционира, значи буквално обучуваат луѓе да војуваат таму. Да. Потоа Русија ги користи сите можни канали за манипулација, додека Западот не го прави тоа. И сега имаме тука една дилема која се наметнува и вели вака: Западот дели одредени вредности, сака да работи според тие вредности, сака да се однесува така, бидејќи како што велат Европската унија, ако не се тие вредности, тогаш зошто постои воопшто унијата, нели? Но од друга страна, кога вие имате противник кој се бори на валкан начин, не бира средства, јас се плашам дека вие тој противник на тоа поле не можете да го победите. Бидејќи тој ги користи сите механизми, сите средства, употребува секој вид на тактика и стратегија, додека вие се борите во ракавици, буквално. Да. Ние немаме, видете во нашето општество, ние немаме контра на руската пропаганда која тука се сервира. Имаме луѓе кои ќе излезат па нешто фино, тоа го објаснуваат, културно, фино анализираат, но тоа не допира до граѓаните. Значи, јас се заложувам за тоа дека мора да се најде друг начин на стратешка комуникација помеѓу институциите, граѓаните, помеѓу организациите и граѓаните, и дека мора да се најде начин да се најде одговор на таа руска стратегија за дезинформации и манипулации, бидејќи инаку таа информатичка војна се плашам дека се губи во моментов. Така. Да се свртиме тогаш кон председателот на Украина Володимир Зеленски, кој од самиот почеток на војната беше мета на не знам колку, стварно стотици, ако не и повеќе, да кажам, некои дезинформациски наративи кои се протегаа за него. Значи, почнувајќи од тоа дека тој е наркоман, дури преходниот председател на Русија Медведев го опише како наркоман, дека тој ја злоупотребува војната помош што ја добива од Западот, односно дека за приватни цели ги користи средствата како купување на, не знам, кралски стан, односно стан на кралското семејство во Лондон, казино на Кипар, рудник за платина во Јужна Афричка република, јахти, коли, па дури дека ја купил наводно на некоја аукција Мерцедесот на Хитлер, како беше 770. Сега, прашањето тука ми е како и зошто е толку, да кажам, не голема, туку зошто толку долго не само Зеленски, туку и неговото семејство, неговата жена Олена, како и неговите најблиски соработници се мета на дезинформации, толку често и да кажам не престануваат да се шират најразлични дезинформации за него, особено бидејќи се направени доста, да кажам, и видеа со помош на вечка интелигенција да го покажат како е он омаловажен своевидно, како го стават во некаква женствена порака што баш и нели убаво се поврзува и со тоа дека тој е да кажам починет на Запад, на западните развратни вредности и така натаму наспроти традиционалните на Русија. Да, разбирливо е зашто е Зеленски мета на тие напади, но него кажавте можеби главната дезинформација за Зеленски тоа дека тој е на чело на пронацистичка влада која владее со Украина, а Зеленски е евреј. Да. Мислам, тука можете да видите абсурдноста на таа пропаганда. Тој е еден еклатантен пример каде што можете да видите абсурдноста дека евреј е всушност нацист. Да. Ајде да речеме на некој начин. И
и повторно ќе кажам, и повторно тоа не допира до луѓето, но во ред. Инаку таа пропаганда е најмногу насочена кон Зеленски, бидејќи тој е главниот противник во овој случај на Русија на локално ниво, кога зборуваме на односите помеѓу Русија и Украина. Тоа е главата на сето она што Русија сака да го острани во Украина. Имено тие прво со својата агресија врз Украина, целта им беше да се острани владата на Украина, бидејќи денацификација всушност значи тоа, замената на таа влада. Дали тоа значи убиство, елиминација, заробување, протерување, неважно во овој момент, но тој беше еден од главните таргети на целата операција. Разбирливо е дека сега, бидејќи Русија не можеше тоа да го оствари на воен начин, сега го прави на пропаганден начин. Сите тие информации кои произлегува за Зеленски, ништо тоа не се потврди. Нема никаква потврда, тоа никогаш не е подкрепено со некакво истражување, тоа никогаш не е подкрепено со аргументи, со факти, со некакви бројки. Едноставно се пуштаат како приказни кои потоа се мултиплицираат. Од друга страна, имаме заробено, да речеме, милиарди во имот на руски олигарси на Западот. Буквално милиарди, бидејќи тука иронијата е, бидејќи Русија со целата своја пропаганда за трулиот Запад, сите своји пари се ги чуваат на Запад, бидејќи немаат доверба во своите банки и во кинеските и нормално во иранските или во севернокорејските, не би ги чувале парите, пак повторно ги чуваат на Запад. И сега никој не вели, чекате сега, овие стотици милиарди што ги украле рускиве олигархи кои работат сите за Путин нормално, тука не гледаат ништо спорно, ништо не им е спорно, но веруваат во приказните дека Зеленски купил вила во Франција, во Италија, дека купил не знам колкава јахта, и повторно ги кажам, ништо тоа никогаш не е подкрепено со докази. Но видите, има и еден уште пострашен момент. Ние видовме дека тие дезинформации почна да доаѓаат и од Соединетите Американски држави. Значи имаме обратен пат, не доаѓаат од Москва. Имаме Такер Карлсон кој јавно излезе и каже дека украинците го продаваат оружјето на мексиканските картели. И никому ништо. Така си помина. Значи, таа пропаганда воопшто не е наивна и за жал многу луѓе веруваат. Тоа е многу интересно, бидејќи спомнавте за некои од америчките, да кажем, инфлуенсери или како водители. Мислам дека беше во минатата влада под Бајден, тогашниот министар за правда Мерик Гарланд ми текнува дека разоткрија една цела операција на Русија преку која се плаќа американски јутубери и инфлуенсери баш да зборуваат за, да кажем, ако ништо друго да се неутрални во својот став, а у некој од полошите случаи ми текнува дека ја опишува Украина како вечниот непријател, дека треба се сопре целата воена помош која се дава и така натаму, така да се гледа дека и однатре, сега дали тоа е grassroots вистински или не, во овој случај не се испостави дека не е, нели? Дека и од внатре пробува да се направи некаква тензија за да се запре или во некоја рака да се намали поддршката, што особено сад ја дава на Украина. Во таа насока другото прашање ми беше зашто сите овие приказни кои се спенуваат, да кажам, кои постојат во етерот, зашто се толку ефективни, особено затоа што знам дека уште пред да почна војната многу често се зборуваше за Украина дека има висока стапка на корупција, дека на сите индекси прилично ниско котира. Дека, не знам, поново имаше, мислам дека некоја средба меѓу кој беа Зеленски, Макрон и уште некој каде што наводно се спекулираше дека тие кријат некаква дрога, дека самиот Зеленски е наркоман и така натаму. Зашто толку ефективни за да го фатат вниманието и да кажам се задржи во колективната меморија на граѓаните? Види, тоа е комплексно прашање, веројатно има повеќе одговори, повеќе слоеви на тоа прашање, тоа не е, мислам, прашање само за аналитичар, тука веќе има простори за психоанализа, за сериозни социолошки испитувања, зашто е тоа така. Еве, јас ќе кажам еден дел. Луѓето, во принцип, луѓето, сега не сакам да генерализираме, но еве да речеме дел од луѓето, сака да веруваат во теории на заговори, во секакви теории на заговори, не само за ова, за Русија и Украина, и некако природно се наметнува
кај нас, барем на ова подрачје во Европа или во Америка, дека тие ќе бидат ајде да речеме насочени против колективниот запад, како што сака да го наречува Русија колективниот запад или Европската унија и Соединетите американски држави и НАТО, бидејќи едноставно тие се одговорни за овој простор, тие владеат. Да. Тоа е факт, тие се, да речеме, тие ги уредуваат овие општества и овие држави и секогаш на вас, кога сте вие незадоволен од нешто, дали е тоа локална политика, дали сте незадоволни од состојбата во вашата општина, во вашата држава, од корупција, од криминал, од што ти ја знам, од некакви меѓуетнички односи, од се вие што сте незадоволни, па вие никако не можете кривецот да го гледате во Русија, туку природно го гледате некако за се вие на вас крив Запад, нели? Да. Иако тоа всушност никогаш не е така, треба да се погледнете во гледало, да видите зошто сте таму каде што сте, каде грешите вие, кои се вашите грешки, така натаму, но никој не го прави тоа, никој не се гледа во гледало, едноставно најлесно им е да кажат дека е виновен таму некоја тајна влада која владее со се ги контролира сите односи, и затоа тие Русија многу добро го знае тоа. Значи тоа се техники на манипулација кои се наследени од КГБ. Значи имаме гледано, не знам дали сте го гледале тоа видео, тоа е старо видео снимено можеби во 90-тите, каде што еден американски новинар разговара со поранешен директор на КГБ и кој ги опишува техниките на КГБ за подривање на одредено западно општество. Така. Значи чекорите кои ги кажува он тогаш, тоа е пред 30-40 години снимено, а веројатно стратегијата е направена уште пред тоа неколку децении. Значи се буквално ова што сега го прави Русија. Значи таа стратегија е добро разработена, подготвена, го знаат менталитетот и затоа јас мислам дека наидува на плодно тло. Так. Ова се разбира едно од причините, верувам дека има и како што кажав и многу други, тоа е едно обемно истражување. Така. Да преминеме тогаш на другиот извор на стрес или нервоза, да кажам, за Русија, тоа се ЕУ, НАТО, особено поддршката што ја даваат. Кои се некои од главните теми за кои знаеме или често се сраќаваме со нив, дезинформацијски, да кажам, теми кои скачаат од руската кујна за НАТО, ЕУ, на што ги најчесто ги оптожуваат дека се тие криви? Они кога ги обвинуваат, значи ги обвинуваат за империализам, за насилно ширење, за водење војни за постигнување на своите цели, што во одредени случаи можеме да кажеме дека е точно, да речеме, особено за политиката на Соединетите американски држави, ние сме биле критични, за некои понови интервенции, например, последната во Ирак, кога беше обвинет Ирак за оружје за масовно уништување, и сега ги користи Русија тие моменти и ги претвара во една стратегија. Но Русија не е ништо подобра во таа насока. Значи, кај нас владе едно убедување, една мантра дека Русија не војува, дека Русија никогаш не војувала, дека тоа само Западот го прави, што е тешка глупост. Значи, само за луѓе што не знаат грам историја, можат тоа да го кажат. Руската територија, која е најголема држава географски на светот, е направена со проширување низ војни, со константни војни со своите соседи. Само што руската стратегија се темели на друг начин. Таа се ширела копнено и се ширела во доменот на своето делување. Што не значи дека Русија не се обидела да се прошири на другите континенти. И Русија била колонизаторска сила. Русија се обидела да направи колонии во Африка, се обидела да направи во Северна и во Јужна Америка, но на русите тоа едноставно не им успеало од организацијски причини. Исто како и денеска биле многу слаби организатори. Во тој поглед и тоа им се распаднало, не дека не сакале. И тоа е. Значи, тоа е едниот дел. Вториот дел е оно што го кажавме, дека Русија еден од главните пораки кои руската пропаганда ги праќа, дека тие сојузи се слаби, дека ќе се распаднат. Но тука повторно имаме една иронија, каде што Русија ја нападна Украина за да спречи ширење на НАТО, да спречи Украина да стане дел од НАТО, а НАТО се прошири со две нови членки на границите на Русија, со Шведска и со Финска, значи земји кои воопшто не сакале да станат членки на НАТО. Имало тамо некаква дебата за тоа, но тоа не била дебата, некаква
итна дебата, акутна, која за нешто што треба веднаш да се направи. Да. Значи, буквално, рускиот председател Путин со своите акции предизвика ширење на НАТО. Значи, тоа е направено, тоа е директна последица на неговата инвазија на Украина и тоа е еден од најголемите неуспеси на неговата инвазија. Така. Од друга страна гледаме дека на страна од Виктор Орбан, кој можеби е главниот противник на било какво вклучување на Украина во Европската унија или во НАТО, сега гледаме дека, како што ги спомнавме и претходно, од овие вишеград земји, тој блок, ајде да кажем, имаме нови лидери кои се, ако не толку, ајде да кажем, под наводници радикални како Орбан, барем се многу по благи или помалку сакаат воопшто да се пружа некаква помош за Украина. Па тука ми е прашањето колку и дали воопшто Русија имала или вмешала некакви прсти или барем колку е успешен обидот на Русија да направи раздор меѓу самите ЕУ членки, нели, за да се намали поддршката што и се дава на Украина. Да, тоа е дел од основната руска стратегија, тоа мислам дека не се ни крие, мислам дека тоа ние го имаме почувствано и на наша кожа тука со и со НАТО, но и со проширувањето на Европската унија, да не забораваме огромното влијание кое Русија го има и во соседна Бугарија, тоа не е тајна. Сега тука јас и го имаме моментот со изборите во Романија, каде што директно еден од кандидатите е дисквалификуван поради руско влијание. Значи не е тајна дека они тоа го прават, но пред се за овие средноевропски земји за кои зборуваме, за Чешка, за Словачка, за Унгарија, за Полска, тука освен директно руско влијание мора да признаеме дека има влијание и војната во Украина. Бидејќи таа војна предизвикува многу посилни последици за тие соседни земји на Украина, пред се економски последици кои тие ги чувствуваат. И со тоа што војната трае, така расте и заморот на граѓаните во тие земји од самата војна, од последиците од војната кои ги трпат. И веројатно дека тоа влие, неверојатно туку сигурно, и тоа влие врз сентиментот некогаш да се изберат кандидати кои имаат критичен став кон помошта за Украина. Затоа мислам дека тоа не е секогаш директно проруско влијание, или не можеме да кажеме дека тие гласачи, гласачите на Андреј Бабиш, да речеме дека се тоа по дефолт проруски гласачи, туку гласачи кои се едноставно незадоволни од многу работи и кои се едноставно уморни од војната. За жал, ние би сакале сите луѓе во светот да имаат подеднакво ниво на емпатија, на сочувство, но немаат. Едноставно луѓето се многу често и себични, си ги гледаат само своите интереси и за тоа мислам дека расте тој бран на поддршка на такви типови на партии и влади. Да преминеме тогаш можеби на едниот, можеби за добро, за лошо ќе видиме, главните играчи на да кажам пошироката приказна за Украина и Русија, тоа е 47-миот председател на САД, односно Доналд Трамп. Тој уште за време на председателската трка лани ми текнува дека многу често збореше дека кога ќе дојде тој на власт, дека за неколку дена ќе ја заврши војната и ќе постигне некаков мировен договор меѓу Русија и Украина. Тоа нели очигледно не се случи, па после тоа каже дека ќе му треба уште некое дополнително време, тоа повторно не се случи, па после делуваше како малку да омекна воопшто, да како и да не беше заинтересиран за оваа војна, па после тоа се деси скандалот нели кога председателот Зеленски дојде во Белата куќа, кога беше стравствено критикуван дека за малку ќе предизвика Трета светска војна и така натаму. Се до тоа да сега, особено во престрет на 80-тото собрание на Обединетите нации, кога тие во позадините има повторно состаноци каде што се види дека малку омекнува, односно повторно, ајде кажам, ги затоплува односите према Украина, па дури сега во последно време имаше неколку вести искочија дека се размислува дали да воопшто ги даде тие што се Томахок ракетите, за да кои имаат прилично голем дострел, би можеле да таргетираат нели мети длабоко во Русија. Што ги објаснува промените во ставот на Трамп кроз сите овие, да кажам, година дена? Трамп е неконвенционален председател, тоа не е на сите јасно, значи тој едноставно изборува на таков еден тотално неформален начин, кажува работи кои не би требало да ги каже во јавност,
Значи ми беше пресмешно на кога му кажа на Ердоган, кој седеше до него, дека рече како знаете како се местат избори, па он тоа најдобро го знае. Значи Трамп едноставно кажува премногу работи во јавност и повеќе од тоа што би требало, но и неговите ставови се прилично променливи, ајде да речеме, може во една недела да каже 5 различни става. Дали се тоа царините кои ги воведува за разните земји, односот кон одредени земји, кон одредени лидери, и тоа предизвикува една навистина конфузија во целото наблюдување на американската политика сега. Некогаш можете да извлечете некаков заклучок, некогаш не можете, денес ке каже едно, утре друго. Но во однос на Украина можеме да изградиме некаков таймлайн. Јас верувам дека Трамп навистина беше искрен кога мислеше дека може брзо да ја заврши војната, бидејќи тој гледа поинаку на работите. Мислам не крион дека е бизнесмен, дека е трговец, и тој мисли дека едноставно ќе ставите на маса се што имате, ќе соберете 2 и 2 е 4, на овој ќе му дајете ова, на овој она, ќе најдете некаква средина и тоа брзо ќе го завршите. И веројатно сам уверен и од неговите, како што цело време истакнува, добри односи со рускиот председател Путин, тој веројатно мислеше дека навистина тоа брзо ќе се заврши, дека Русија имала еден негативен став кон администрацијата на Бајден, дека со него ќе има друг, и тој го проба тој начин. Го проба и со она носење на Путин на Аљаска, што беше прилично лош чекор, бидејќи на некој начин го легитимизираше Путин, кој целиот Запад се обидува на некој начин да го ограничи во неговото политичко делување. Тој го направи спротивното, но и тоа не му успеа. И тоа не му успеа, едноставно Русија остана цврсто на своите позиции. Веројатно, предпоставувам дека сепак покрај неговото ексцентрично однесување и такво едно самообеднисано однесување во јавноста, дека тој сепак има добри советници околу него, кои сигурен сум го седнале и му објасниле многу работи, дека работите не се баш такви какви што он мисли, бидејќи имавме печаток дека Трамп сака да заврши војната по секоја цена и дека не му беше важно како ќе заврши. Дали Русија ќе земе четвртина од Украина, пола Украина, 3/4 од Украина, па имаше нели изјава дека можеби Русија ќе земе цела Украина, не знае тој. Дека едноставно му беше важно само да заврши војната по секоја цена и за да може Америка да се фокусира на односите со Кина, нели, каде што Америка го гледа главниот геополитички ривал. Но како што кажав, предпоставам дека го седнале неговите советници, му објасниле многу работи, зошто е важно Русија да не ги постигне своите цели во Украина. Зошто е важно тука да се одржи една стратешка рамнотежа на силите пред се помеѓу Русија и Украина, или Украина подпомогната од Западот, дека тој разбрал зошто тоа е важно, и сега гледаме дека има сосема спротивен став од оној кој го имаше на почетокот. Сега веле дека да, ќе се вооружува Украина, па сега имаме една сосема спротивна изјава дека па можеби Украина ќе се врати својата цела територија, нели? Значи неверојатно имаме такви спротивности на изјави, и сега се оди кон таа стратегија, и она што го виделе сите, дека со рускиот председател Путин не можете да добиете поволни преговори доколку немате позиција на сила, или доколку немате нешто што Путин нема да го притисне да ја прифати вашата позиција. Едноставно тоа е. Русија се води од својата сила, значи вие мора да одговорите со сила. Тоа е дел од ова што сега се случува со нападите на руските рафинерии, која е очигледно политика која е директно поддржана од Соединетите Американски држави. Тоа е ова што вие го спомнавте, давањето на ракети Томахавк на Украина, тоа е следна фаза, и сето тоа буквално да се примора Путин да седне на преговарачко столче и да прифати разумен компромис. Бидејќи, знаете што, оно што му беше понудено на Путин од страна и на Украина, која рече да, ние сме подготвени да разговараме
територијално, почнувајќи од сегашните точки на фронтот. Или, тоа да го преведеме, тоа што го има освоено Русија е руско. Почнуваме од тука, вие сте до тука, ние сме до тука, ајде да се договориме, да направиме разграничување, ние нема да ви признаеме, да ги признаеме тие територии како ваши, но тие де факто ќе бидат ваши и тоа е тоа. Видите, ни тоа не ја задоволува Русија. Да. Бидејќи тие се затворени во еден свој ментален склоп и свет каде што се уште мисла дека се суперсила. Тие се суперсила во поглед на нуклеарното оружје, но во поглед на војна сила дефинитивно не се. Во поглед на популација, на економска, на војна сила, тоа го видовме. И тие се толку заглавени во тоа некој убедување за сопствената грандиозност, што не може да се помират со тоа дека на некој начин ќе претрпат пораз во Украина во поглед на целите кои сами си ги поставиле на почетокот. Да. Да преминеме тогаш можеби кон некаква можна завршница на целиот овој конфликт. Кој на вистина сака да има мир или крај на, да кажем, војна? И како терминот мир воопшто се користи малце и за да се манипулира, или за да се представи кој како, колку победил, кој што заслужил и на крај ќе му се доделен, или кога ќе се случат евентуално мировните договори. Ајде вака на брзина ќе преминам преку ова за да дојдам до главната поента. Мислам дека мир сака Украина и Русија сака мир, но Русија е заглавена во поглед на целите кои сами ги имаат поставено, како што кажав, во поглед на она што го имаат постигнато до сега. И Русија сега нема јасна излезна стратегија како Путин ќе излезат од оваа војна и што ќе им каже на своите граѓани на крај. Да. Зошто војувале 4 години? Што постигнале? Што правеле таму? Зошто имаат милион жртви во Украина? И тоа е сега голем проблем. Значи на Путин мора да му се понуди одредена излезна стратегија, но таа излезна стратегија никако не може да биде на штета на украинската територија. Украинците од друга страна не го сакаат тоа. Тие па го велат сосема спротивното. Па зошто ние се бориме 4 години? Зошто ние гинеме? За сега да прифатиме Русија, да се повлечеме од териториите кои Русија ги бара и доброволно да ги предадеме. Мислам, абсурд е тоа, нели? И спротивно на уставот на Украина тие велат дека нели нема како да се доделат, освен ако не се смени уставот, тие нема да го сменат уставот за да ги направат тие компромиси. Тоа е додатно, да, тоа се правни моменти кои, ајде да речем, не толку суштински, но суштината е ова. Трето, Европската унија сигурно сака мир. Пред се, поради нормализација на економските делатности тука, на сето оно што се случува на економски, но и социолошки план. Европа сега има и други проблеми, нели? Да. Соединетите американски држави очигледно сакаат, бидејќи, како што кажав, сакаат да се фокусираат на Кина. Тие сакаат да заврши оваа војна за да можат да се фокусираат на вистинскиот геополитички непријател, бидејќи тој сигурно не име Русија. Значи Русија не ја загрозува Америка во ниеден поглед. Ниту војна, нико економски, ниту територијално, никако. Тие се некаква регионална сила во моментов што прави проблеми тука во своето соседство и Соединетите американски држави сосема може да се справат со тоа, но тие не може да ја загрозат Америка на некаков геополитички, светски, глобален план. Но тука доаѓам до главната поента. Има една земја која не сака да заврши оваа војна, тоа е Кина. Кина не сака да заврши војната во Украина во никој поглед. Зошто? Па затоа што Кина со војната во Украина добива ефтини ресурси од Русија. Кина ја држи Америка вон да не е сконцентрирана врз Кина, ја држи подалеку од себе. Америка не може да се концентрира на Кина додека трае војната во Украина. Кина за тоа време економски и технолошки се развива, намира својата технологија, подпомогната од ефтини ресурси од Русија. Кина тука се представува како еден глобален играч, тоа го видовме и со последната парада во Пекин, каде што ги собра сите земји. Тие се наметнуваат како еден сега нов центар на светот, кој е на исток, не е веќе на запад, нова гравитациона оска околу која треба да гравитираат сите тие земји. За разлика од минатото кога Русија била големиот брат, а Кина помалиот во секој поглед, и економски, и воено, и во воена технологија, каде што целата војна технологија на Кина, да речеме, до 2000 година,
се базира на руска технологија. Мгм. Се тоа руски оружја, руски мотори, руски модели кои потоа се правени со лиценци во Кина, некои се копирани и така натаму, но Кина веќе развива своја технологија и тоа напредна војна Мгм. технологија, за разлика од Русија, која веќе не ги прави ни работите кои ги правила во советско време. Така. Русија има еден, тоа се вика феномен на заборавена технологија, каде што тие работи кои што можеле да ги прават пред 50 години, сега не можат да ги направат. И сега, зошто Кина би сакала да заврши војната во Украина? Тие имаат економска корист, имаат војна корист, имаат геополитичка корист. Сите тука се иде во полза на Кина. Кина е единствена земја која според мене не сака да заврши, таа ќе направи се за војната да се одоговлече што подолго, бидејќи тоа ќе им овозможи релативно мирен развој и ќе им помогне во побрзо стигање на американската војна и економска моќ. Така. Тогаш ви оставам простор за некои последни коментари пред да завршиме епизодата. Да, мислам дека еве ако правиме некаква анализа во поглед на војната, мислам дека таа војна во Украина ќе продолжи се уште. Не гледам дека таму има сериозен простор за некакви мировни преговори во догледно време. Мислам дека Украина и Соединетите американски држави ќе продолжат со оваа стратегија на таргетирање на руските енергетски ресурси во обид да се намали руската војна моќ која влие врз хранење на војната машинерија и дека таа стратегија ќе трае се додека не дојде до момент каде што можеби би се овозможеле нови преговори. Дека може да дојде до тоа, јас верувам дека може, според она што го гледам на теренот, Русија има сериозни проблеми во поглед на снабдувањето со горива во моментов на своето население. Тие проблеми ќе се реплицираат потоа и на војната машинерија и тука веќе ќе има проблем каде што можеби ќе се отвори простори на Украина за некаква контраофанзива или посериозна контраофанзива, што ќе биде уште поголем проблем за Москва и ќе имаат уште полоша положба потоа во преговорите на преговарачка маса. Затоа верувам дека овие настани кои се случуваат ќе продолжат со вакво темпо додека не се отвори некаква можност за посериозни преговори. Така. Сејадир Звановиќ, ви благодарам на гостувањето. Ви благодарам на вас.